На одговор на процедурално на друг колега ме спомнавте 4 пати. Немав намера да се јавувам, но некако као да сакавте да вака веројатно се чувствувате значаен, битен, тема сте и така натака. Исто кај вас и ви тоа сакате, цело време тоа сакате. Немаше потреба да ме спомнувате 4 пати. Ви ја сваќам намерата и ќе ви помогнам во остварување на вашата намера и ќе ви докажам уште неколку работи. Значи прво за моето присуство овдека. Јас, господине Минов, бар вие добро знаете дека доаѓам пред вас на работа, си одам после вас од работа. И тоа го знаете. Втора работа. Се обидувам одговорно да си ја работам својата работа и да воспоставувам односи во собранието кои што ќе значат функционално собрание. Но, господине Минов, јас тоа го правам на искрени основи. И ќе продолжам да го правам на искрени основи. Кога ви велам дека не може да биде случајно, господине Минов, тоа што во 7 ден влеговте во дуел со 7 различни пратеници на ВМРО ДПМН. Точно е. Во моментов се присутни 4 тука од тие 7. Во моментов, а колку сме? 10 души сме. Значи од 10 присутни вие со 4 сте влегле во конфликт. Не е точно. Како не? Еве јас, господјата Жаклина, господинот Ѓорчев, господинот Димков. Апсолутно е точно, по име зборувам. Од 10 присутни со 4 сте влегле во директен конфликт. А не памтиме и не видовме ниту еднаш да имате било милиметар таков однос со колегите од СДС. Тоа е мојата реакција и денеска и пред 2 дена. Јас ви го почитувам ваш пристапот да си градите добри односи со владата, со министерот за земјоделие, бившиот, сегашниот, со други функционери. Мислите дека така треба и го почитувам тоа? Јас тоа сум го почитувал и пред една недела, и пред 30 дена, и пред 60 дена, и пред 90 дена сум го знаел тоа и тогаш и сега. Јас ви реагирам прв пат, вам, за било кое ваше функционирање во собранието, не како пратеник, туку како председавач со Комисија за финансирање и буџет. Заради тоа што гледам дека ја користите Комисијата за финансирање и буџет да оставите убав пречеток пред Социјалдемократскиот сојуз. Само тоа ве замолувам, внимавајте како го правите, продолжите да го правите, но внимавајте како да го правите. Немојте нас да ни ускратувате право. Инаку, ваше право е да се однесувате како сакате. Благодарам.